Бројот на настраданите во Кочанската трагедија се искачи на 62, откако на тешките повреди им подлегна 24 годишно момче кое беше на лекување во Србија. Пред малку изјава даде и заменик министерот за здравство. Ја вклучуваме во живо Мирјана Мирчевска-Јовановиќ со сите детали. Мими, црниот биланс за жал еве се зголемува, па да чуеме што имаме како информација до овој момент. Бурча е 24 годишниот, Стојанче Стефанов е 62-та жртва од катастрофалниот пожар во Кочани. Тој на истиот ден кога беше пожарот бил примен на Карил, каде што бил со сериозни повреди, имал изгореници на 27% по телото, но она што било тешко е неговиот респираторен систем или белите дробови. Веднаш бил префрлен на ВМА во Белград, каде што на 4 април имали одредена интервенција, но за жал тој им подлегнал на повредите. Инаку денеска се враќа пациент од Солун, но кој ќе биде сместен на дополнително лекување на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Да ги слушнеме и тука изјавите. Уште од самиот старт, пациентите кои што покажа одредени параметри кои што ги задоволуваат критериумите за поставување на пациентот на механичка вентилација, веднаш ги поставивме тие што беа. Кај тие кои што направивме екстра испитувања од типот на проверка на горните дишни патишта во соработка со колегите од душната клиника, таму каде што сметавме дека ќе има влошување, затоа што во првите сати нема таков оток на дишните патишта. Тоа влошување настапува покасно. Дури имаше пациенти кои што и елективно ги интубиравме, значи знаевме дека ќе има влошување затоа што обезбедување и одржување на дишниот пат е навистина комплицирана работа и треба со време да се реагира. Во странство се 45 моментално. Денеска доаѓа во секој момент треба да пристигне од Солун еден пациент и ќе биде сместен во клиниката за пластична хирургија. Но оваа клиника исто така болнички се лекува и една пациентка и неколку идат на Преварски. Утре се очекува да дојде уште еден пациент од Ниш и ќе биде сместен во Староградска болница. Во Староградска се лекуваат 20 пациенти, но тие ќе бидат пуштени за викенд и повторно ќе бидат вратени во Систина 20, да. Според извештајот што денеска го каже и заменик министерот е дека 20 пациенти се уште се во тешка состојба, но денеска кажаа дека им се стабилизирала состојбата. Тоа е за сега се од овде од Министерството за здравство, со повеќе информации во вестите во 18 часот. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ во живо околу последната жртва од трагедијата во Кочани. Ти благодарам.